Бруцелозата во регионот се уште ја има, штипе трет во државата по регистрирани случаи. Вкупно во Македонија има 22 пациенти кај кои лани е дијагностицирана болеста бруцелоза. Од нив 10 се во источниот регион, од кои 5 се во Штип. Болеста е регистрирана во 2 селски и 1 градска населба. Освен во Штип, во регионот лани се регистрирани случаи на бруцелоза и во Виница, Свети Николи и Радовиш, каде вкупно има 5 случаи. Бруцелозата е исклучително тешко заразно заболување, кое има долга инкубација и тешко се открива кај луѓето. Инкубацијата е многу долга и се јавуваат со симптоми на една акутно заболување во форма на покачена температура, на малаксалост, на главоболка, на губење на апетит и најкарактеристично е тоа што има појава на болки во зглобовите мускулите, особено на големите зглобови, кое е пропратено со изворено силно потење. Болеста е во групата на зоонози, што значи дека на луѓето се пренесува од животните. Првиот начин е преку допир, односно преку контакт со стоката. Вториот начин на заразување е преку продукти од стоката, пред се млеко и млечни производи, но и месо и месни производи, поготово кога тие се термички необработени. И третиот и последен начин на заразување кај луѓето е преку дишните патишта, односно дишување на прав во трлата каде што престојува стоката. Иако Штип и делови од источниот регион се ендемични кога е во прашање бруцелозата, сепак во последните години болеста е значително намалена. Ова првенствено е резултат на вакцинацијата на животните. Во тек на овие 2-3 месеци ќе настојуваме да се заврши и ова активност како би можеле да извршиме обележување на новородените единки, односно на јагнињата и јарињата, а воедно и превентивна заштита вакцинирање од болеста бруцелоза. Како резултат на континуираната вакцинација, лани во Кочани, Делчево, Берево, Пехчево и Пробиштип не е регистриран ниту еден случај на заболен од бруцелоза.